од кога знам за себе, сакам да готвам. Мојата најпрв контакт со тој свет на гастрономија сигурно беа книгите кои што беа на полиците во мојот дом. Имам дома две исклучително добри домаќинки, пред се готвачи, меѓутоа во домашни услови, кои што на времето се трудеа секоја литература што ќе биде достапна да ја купат, тоа се мојата баба и мојата мајка. И таа литература допре до мои раце, многу сакав да читам, се уште многу сакам да читам, тоа е една од моите омилени терапии за релаксација. Дојдоа и тие книги во мои раце и кога дојдоа загњурив во светот на, да кажам, фините нешта. Така ја го нарекувам тој свет на гастрономија. Моја прва работа не беше кулинарството. Прво бев во корпоративниот свет, се занимавав со менаџерски позиции, да кажам. Имав неколку обиди да се комплетно фокусирам во кујната, меѓутоа секогаш се враќав на корпоративниот свет, бидејќи не го наоѓав во кујната она што го гледав во тие книги и она што го замислував, што го визуализирав, што би требало кујната да биде и како да ја изгледа. Се додека 2016 година не заминав да работам на брод, конечно таму го видов тој систем за кој што многу читав и за кој што многу се надевав дека ќе го доживеам и дека ќе бидам дел од истиот. Работев исто под палка на еден голем шеф Томас Келер, од кој што исто научив многу и научив како еден огромен систем се контролира со една одлична супервизија, со една безпрекорна, да кажам, организираност. И истото тоа и ден денеска се трудам да го имплементирам во нашите системи, во нашата гастрономија во Македонија. Не е лесно, воопшто не е лесно, меѓутоа нашиот фокус е се уште како да подобриме секој аспект на функционирањето на нашите домашни кујни, мислам, нашите локални кујни во локалните ресторани. И тоа е една од главните ангажмани на училиштето. Што се однесува до моето формално образование, завршив гимназија во Јосип Брос, потоа се запишав на факултетот за историја, конкретно историја со архивистика. Тој факултет не го завршив, меѓутоа историјата од секогаш сум ја сакал и секогаш и се навраќам во овој случај преку гастрономијата. Се запишав 2011-та на факултетот за гастрономија во Охрид и таму дипломирав гастрономија, меѓутоа мојата потрага по знаење се уште не завршила. Секогаш се надоградуваме, секогаш инвестираме многу во нови книги, во курсеви и така натаму. Секогаш кога можеме посетуваме некој од водечките светски сајми за гастрономија, гледаме да ги следиме светските трендови, истите да ги пренесеме во кулинарското училиште. Идејата за кулинарско училиште се наметна многу природно. Пред се, со се што сме се занимавале, дали сме биле активно вклучени во некој ресторански, хотелски проект, или пак сме работеле како консултанти со работници на истиот, секогаш завршувал во ќорсокак на немање на кадар. Значи, секој од тие проекти имал огромна потреба од едуциран, квалитетен кадар. И идејата за кулинарско училиште си дојде природно, сосема еден спонтан
Проект на кој што многу му се посветивме, заедно со Златко Таневски. Идејата ја реализираме 2022 година. Прва локација ни е Автокоманда, од таму почна се. Веднаш свативме дека 60 квадрати не ни се доволни и дека мора идејата да се развива. 2023-та веќе се селиме во Визбегово, каде што сме сега. 14 ни беше вториот роден ден, кој што го прославивме на оваа локација. И можам да кажам дека со визијата за кулинарското училиште сме некаде на половина пат. Ова е нешто што сакаме да добие облик во следните години, здравје Боже, на една сериозна академија. Работиме на тој случај, која што академија ќе му возможи на младите да имаат и своја градина, да имаат своја фарма, да можат да се соочат со реалната слика, што значи да се одгледа добар патлиџан, што значи да се одгледа органски зеленчук, што значи да се измозе крава и од истото млеко да се направи сирење. Значи, едноставно, да бидат во контакт со, да кажем, природните процеси. И со тоа ќе разберат колку е битно и ќе го осознаат целиот тој процес на создавање на квалитетна суровина, која што понатаму во кулинарството е основна за креирање на гастрономија. Не можеме да креираме гастрономија без да знаеме како се доаѓа до ултраквалитетно сирење, ултраквалитетна живина, говедско месо, свинско месо и така натаму, колку е битна исхраната, колку е битна благосостојбата на самите животни и понатаму мислам дека кога ќе го реализираме тој проект, нашата визија ќе се комплетира и ќе можеме да кажеме дека она што го планиравме дека сме го реализирале. Училиштето има два типа на едукација. Првата е за широката јавност и од покомерцијална природа. Таа едукација ја одржуваме еднаш неделно и од различни теми, различни области. Гледаме да ги одбереме најкомпетентните ментори во тие области. Значи, до сега можам да кажам дека сме одржале повеќе од 150 мастер класа, кои што се однесувале дали на светски кујни, дали на одредена специфична област, например, како што се печурките, изработката на сирење во домашни услови, изработката на домашни колбаси, месни преработки, да не ги набројувам. Исто така сме имале, доста гости. Еве и сега очекуваме посета на еден гостин од Вашингтон, кој што ќе сподели со нас нешто од неговата експертиза. Он е по потекло кореанец, живее во Вашингтон, има еден од најпопуларните ресторани во Вашингтон DC. До сега ни гостувале, еве ќе ги спомнам, гости од Белград, реномирани готвачи, наши добри пријатели, со кои што имаме одлична соработка. Понатаму ни гостуваше Грчката алијанса на готвачи од Атина, од институтот во Клермон-Феран ни гостуваше една група на француски готвачи и сомелиери, млади, со кои што и ден денеска сме во добра комуникација. Имавме супер искуство, ја представивме и македонската гастрономија, па и географски ја запознаа Македонија, така направивме убава прошетка и остваривме убаво искуство. Можам да кажам дека во училиштето покрај тоа што креираме, создаваме, работиме на нови јадења, на нови рецепти, на нови лебови, теста и се што е поврзано со кулинарството. Уживаме во тоа да споделиме знаење, меѓутоа и да научиме нешто ново. Исто така сме многу среќни што база на нашето училиште е Македонија, земја која што се уште својата гастрономија ја базира на квалитетни производи, на квалитетна суровина и до младите допираат вкусовите кои што се раскошни.
вкусовите кои што се, да кажам, за многу западни земји веќе заборавени каков е вкусот на органскиот домат, на старите семиња на домати, на пиперки и така натаму, каков е вкусот на непреработената храна. Интересот за знаење би рекол дека е голем и се поголем со тоа што дознаваат дека постои некој проект во Скопје кој што кај што луѓето ќе имаат допири со интернационални кујни, каде што ќе дојдат и ментори. Еве конкретно имавме индонезиска кујна со Пол, кој што ни доаѓа од Холандија, кој што многу автентично и многу емотивно ја пренесе индонезиската кујна, бидејќи неговата мајка е од Индонезија. Ги донесе сите неопходни зачини за да автентично се пренесе индонезиската кујна. Уживавме во неговиот мастер клас, така да интерес има многу и мислам дека преку учењето на сите светски кујни ќе научиме да ја цениме и нашата локална кујна и ќе научиме како креативно да ја принесеме пред гостите и на кој начин да ја унапредуваме и да ја развиваме. Дека од јануари почнуваме со акредитирани курсеви. FJ Кулинарското училиште е акредитирана институција. Во делот на неформално образование акредитиравме 3 курса: готвач, пекар и сладкар. Истите ќе се одвиваат според наставна програма. Ќе траат околу 2 до 3 месеци, све зависи од групите. Има интерес, многу сме среќни што има интерес да луѓе кои што се бават и со корпоративни професии сакаат да се пренасочат во кулинарството и да се занимаваат со нашата професија. Тоа не прави посебно среќни. Многу се посветивме на темелно разработување на наставните програми. Направивме сериозни скрипти по кои што ќе се работи. Така да сите заинтересирани ги повикувам да се пријават во делот на сладкарство. Имаме ментор кој што е со големо искуство, еден од најдобрите сладкари во Македонија, тоа е Сонја Јаковчевска, ќе ја спомнам. Во делот на пекарството исто имаме технолог Марија Несторовска. Во делот на готвач, тука ќе бидам јас вклучен, ќе биде Златко Таневски. Да не ги откривам сите ментори, меѓутоа ќе имаме големи експерти од областите и би сакал да кажам дека по успешно завршување на курсевите и по успешно полагање на тестирањето кое што ќе биде задолжително после секој курс, учесниците ќе се стекнат со интернационално признаен сертификат. Наша примарна цел е развој и помагање на македонската гастрономија, на македонските угостители. Значи, за извоз на кадар нормално дека не сме заинтересирани, се додека не почнеме да создаваме вишоци на кадар. Сега за сега далеку сме од вишоци, така да можам да кажам дека приоритет број 1 на FJ Кулинарското училиште е да ги подпомага хотелите, рестораните, кафетериите и се што е поврзано со угостителството пред се во Македонија. Кулинарството е професија која што не ја одбира поединецот, него таа го одбира човекот кој што е предодреден за тоа. И сите го имаме тоа чувство и сме го имале внатре, ние што сме активно вклучени, и е професија што не би му ја препорачал на секого, доколку не го има тоа внатрешно чувство, едноставно нема да истрае. Бидејќи е многу захтевна, многу бара посветување, бара голема жртва, не секој е спремен да даде таа жртва. Тоа е тој драйв, тоа е тоа што секојдневно не исполнува.
кога ќе си заминат гостите среќни, кога при првиот контакт визуелно најпрво со чинијата ќе видиме во нивните очи едно воодушевување. Тоа е тоа што ни дава енергија да понатаму продолжиме, да се извлечеме од кревет и у денови кога не ни се станува, кога секоја коска не боли, да бидеме позади и да дзиркаме каква ќе биде реакцијата на гостинот која ќе му се принесе чинијата или тоа е тоа што мора секој од нас да го поседува и јас мислам дека таа обсесивност и потрагата по се подобро, до подобар систем на работа, до подобра техника на готвење на одредени работи, значи едноставно не застанува.